коцката ме донесе на тоа дереже да бидам бездомник. Со овие зборови ја почнува животната исповед 65-годишниот скопјанец Стаир Даут, кој со години живеел на улица. Сам, без храна, вода и кревет, вели борбата со самотијата е најтешка, затоа што покрај семејство со жена и две ќерки, тој останал сам. На улиците се најдов недека околу 2012 година. Поточно по моето излегување јас бев во затвор до 2010. Така да првиот период од излагањето до затвор бев се снаоѓал некако работа, меѓутоа 2012 ми се повтори ударот што го добив претходно во затвор, тоа беше 2009 година. Добив удар и имам 4 бајпаса. Значи 4 бајпаса. И се најдов така болен на улиците, останав сам, без никого. Така да 2012 година бев тотално на улица. Пред да стане коцкар имал собствена фирма. Поради тешките сторени криминали со својот бизнис, но и порокот со коцката, си го растора семејството, но и завршува зад решетки цели 6 години. Па не знам, коцката е една забава која многу скапо кошта. Многу скапо кошта. Јас сум изгубил, значи, милиони, али во валута. Значи, спес за сите заработени пари, кога ги изгубив, значи се најбедам на криминал, направив криминал и тогаш паднав во затвор. Ама фирма направи, али закон си го направи својата работа, добро ме патија луѓето. Поштено си одржав, бе посуден првично 15 години, па после ми намалија поради добро однесување, пошто таму работев како обезбедување во затворот, заедно со полицајците. Па ми намалија на 8 години, па после на 6 години, така да и ме пуштија. Од улицата одлучил да побара помош во Црвениот крст, каде го згрижиле на подолг период. Редовно му давале топол оброк и место за да преноќува. Во сите објекти постои едно каче кое што се вика привремено прифатилиште. Тоа се отвора при екстремно ниските температури. Во тие часови додека се тука им се делат 3 оброци, топли напитоци, медикаменти, суплементи, некои работи, некои кои што им ја подробуваат нивната севкупна здравствена состојба, може да поразговараат со доктор, социјален работник, психолог. Бездомништвото не се решава преку ноќ, но за жал лошата вест е што бројката на бездомни лица во државата се повеќе расте. Според информациите на пунктот за бездомници при Црвениот крст, вкупната бројка е околу 160 луѓе. Тајер со помош на Црвениот крст има и работа, како обезбедување во една фирма. Има и скромна, но редовна месечна надокнада, за да може да застане на нозе. Сепак, семејството кое го изградил веќе не е блиску до него. Не комуницира со ќерките и поранешната сопруга, но надежта дека некогаш пак ќе бидат дел од неговиот живот не умира.